четврток, 17 август 2023 година. Почитувани гледачи, го започнуваме дневникот на КТВ телевизија. А во него ударни вести се. Утре собраниска седница за уставните измени, власта и опозицијата со непроменети ставови. 54 санкции изрече МВР за прекршоци на возила кои вршат јавен превоз на патници. Денеска на воениот стадион во пресрет на утрешниот ден на армијата одбележан 31-иот роден ден на македонската армија. Денеска започна асфалтирањето на булевар Македонија, комплетно од двете страни. Тоа беа ударните новости, но да започнеме поред. Утре собраниска седница на уставни измени, власта и опозицијата со непроменети ставови. Колку побрзо ги спроведеме уставните измени, толку побрзо земјата ќе влезе во Европската унија, порача денеска премиерот Димитар Ковачевски. Ќе се отвори дискусија во собранието, бидејќи во однос на амандманите немаше ниту една забелешка. Тие амандмани беа презентирани пред невладините организации, пред академската заедница, пред политичките партии. Ниту една забелешка немаше на текстот, бидејќи не задираат во ниту едно идентитетско или било кое друго прашање на македонскиот народ или било кој друг елемент кој што е значаен за македонскиот народ. Имаше дискусии во Академијата на науките и на други организации каде што немаше ниту една забелешка. И затоа сметам дека 10-дневната дебата во собранието е добра можност да граѓаните уште еднаш се уверат дека се работи за процес кој што е остварување на втората стратешка цел по членството во НАТО на нашата држава и дека што побрзо го направиме тој процес, толку побрзо ќе станеме и земја членка на Европската унија. И ќе повторам нешто што го кажав пред повеќе време. За прв пат ветото на нашата држава не доаѓа од надвор, туку може да дојде од внатре. Седницата за уставни измени ќе покаже кој е за и кој е против Европската унија, рече денеска на пресконференција портпаролот на СДСМ Дарко Каевски. Собраниската седница, која што започнува утре, дефинитивно ќе потврди кој е за македонската европска иднина, а кој против членството во Европската унија. Секој пратеник има одговорност пред иднината на државата и пред интересот на граѓаните. Пратениците мора да му погледнат на народот во очи и да изберат интеграција во ЕУ или изолација. По објавувањето на текстот на предлог за уставните измени, кристално јасно е дека никој нема ништо против содржината на вака предложениот текст. Второ, граѓаните се уверија дека не се загрозува ниту едно македонско идентитетско прашање, туку се зајакнува македонскиот идентитет. Со уставните измени се зајакнува мултиетничкиот карактер и македонскиот идентитет, затоа што македонскиот јазик е признаен во Европската унија и со преговарачката рамка и поради дефиницијата за македонската посебност. Сите лаги кои досега ги пласираше опозицијата се потопени. Нема асимилација, нема бугаризација, има признаен и потврден македонски јазик и идентитет во Европската унија. Требаше Мицковски и ДПМН досега 100 пати да се извинат. Не на нас, на граѓаните, за срамните лаги, но тоа е само потврда за нивната погрешна политичка матрица и немање државнички капацитет. Прво беше асимилација и бугаризација. Откако се виде дека нема ништо од тоа, сега е бугарски диктат. Уставните измени не се ничи диктат, ниту пак нечи поединечен предлог, туку се дел од преговарачката рамка на Македонија со Европската унија. Ни повеќе, ни помалку. Стратешката цел, поставена уште од независноста, е членството во Европската унија. Граѓаните сакаат да бидеме дел од ЕУ, рамноправни, рамо до рамо со европските народи. Но, не затоа само ради членството само по себе, туку заради подобар животен стандард, ради подобро владење на правото, заради економски напредок, социјална правда, заради подобар живот по европски стандарди, затоа што сакаат децата да им останат тука дома и тука да си ја градат својата иднина. Одговорноста
на секој пратеник е тоа да им го овозможи. Седницата е последната можност и за ДПМН да покажат дали избрале интеграција во Европската Унија или избрале изолација, седнати во скутот на левица. Доколку ја одбрале левица и антиевропскиот блок, ДПМН е отворено застанува против Македонија, против врвните национални и државни интереси на македонската држава, членството во Европската Унија. Дневникот го продолжуваме се уште на темата политика. Уставни измени нема да има. Ковачевски нема пратеници за промена на устав. Нека се спрема за брзо заминување. Реагираа денеска преку соопштение од опозиционата ВМРО ДПМН. Ковачевски, ако имаше пратеници за уставни измени, истите ќе ги ставеше на гласање многу одамна. Утре ќе се види повторно дека промена на уставот нема да има. Се што прави Ковачевски е држање на државата во заложништво заради неговата желба ден повеќе да остане на власт. Додека Ковачевски и власта продаваат магла, нивните пајташи низ државата прават криминал, договараат тендери и матни сделки, а народот се иселува. Време е Ковачевски да се исели од владата, а не народот од државата, порача преку соопштение од ВМРО ДПМН. Во дневникот тема и од инфраструктурата. Денес започна асфалтирањето на булевар Македонија, комплетно од двете страни, откако претходно беше реконструирана атмосферската и дел од фекалната канализација во должина од 460 метри, со коругирани цевки FI 1200. Изведувач на работите е фирмата Жикол, а носител на проектот е јавното претпријатие Комуналец Кавадарци. Продолжуваме со дневникот и со информација од Министерството за одбрана. Денеска на воениот стадион во пресрет на утрешниот ден на армијата, вработените во одбраната и припадниците на армијата со свеченост го прославија 31-иот роден ден на македонската армија. На настанот беа прочитани сите унапредени офицери со чин подполковник, како и сите наградени и пофалени службеници во одбраната и припадниците на армијата. Министерката Петровска во своето обраќање истакна дека е горда на професионализмот, мотивот и посветеноста со кои започна и се реализираат силни реформски зафати во одбраната. Дневникот го продолжуваме со информација од билтенот на МВР. 54 санкции изрече МВР за прекршоци на возила кои вршат јавен превоз на патници. Уште една критика на политичката сцена. УКИМ не се најде на Шангајската листа затоа што приоритетите на владата се насочени кон провизии, матни сделки и непостоечки грижи за иднината на Македонија, обвини денеска председателот на УМС на ВМРО ДПМН Сергеј Попов. Ако сакате да уништите една нација и да се осигурате дека државата ќе оди во погрешна насока, почнете со уништување на образованието. Оваа изрека идеално ја опишува ситуацијата во која ние младите сме затекнати во времето на владење на ДУИ и СДСМ. И кога мислиме дека дното е достигнато, владината коалиција не подсетува дека можеме уште подолу и уште полошо. Падот во животниот стандард, падот во инвестициите во образованието и науката, мизерната состојба и третирањето на студентите како маргинализирана група, кулминираше со тоа најголемиот државен универзитет оваа година воопшто да не се најде на Шангајската листа. УКИМ не се најде на Шангајската листа не поради недостиг на перспективни кадри или недоволна мотивација кај управата, професорите и студентите, туку бидејќи приоритетите на владината коалиција се насочени кон провизии, матни сделки и непостоечка грижа за иднината на Македонија. Додека инвестициите од буџетот за наука изнесуваат срамни 0,3%, владината коалиција одбра платите на министрите да ги зголеми за 78%. Додека власта се обидува да протурка решение со кое студентот треба да преживува со мизерни 140 денари на ден, новите објекти на Финки и ФФК се оставени да скапуваат, а средствата ги пренасочи кон задоволување на бизнис интересите на своите партнери од ДУИ.
Од ден на ден, граѓаните во Македонија се повеќе им станува јасно дека потврдувањата на владата не се изолирани инциденти, туку целокупен крах и пропаст на системот, бавно движење кон состојба која може да биде кобна и безизлезна. Директна одговорност за нашите сограѓани кои гореа живи, мизерната состојба со пензиите, платите и можностите за бизнис и вработување очигледно се втемелени во идеолошката матрица на коалицијата која ја опустоши Македонија. Едно е јасно, брзи промени мора да има доколку сакаме пристоен животен стандард, доколку сакаме просперитет на Македонија која ќе се грижи за секој еден граѓанин, а преку инвестиции во образовната инфраструктура и науката ќе се погрижи оваа држава да има младина која својата иднина ќе ја гледа во достојна и праведна држава. Тиквешка винска регата со чамци ќе се реализира во сабота на Тиквешкото езеро, информира Сдруженијето Винотек од Кавадарци. Во рамките на регатата ќе има посета на Полошкиот манастир Свети Ѓоргија, обиколка, разгледување и запознавање со историјата на манастирот од страна на свештено лице. Ќе се посетат и Бегнишкиот залив и Карпестата црква Свети Лазар. Предвидени се и одмори, релаксација и капање во езерските води. Во план е и посета на споменикот на 12 ваташки младинци, а ќе се разгледа и манастирот Свети Никола во Моклиште. Свечениот ручек е во манастирските конаци. Дневникот го продолжуваме со спорт. Диви Вардар Неготино се разделија. Кавадарчанецот и управата на неготинчани не се договорија да ја продолжат соработката. Македонската ракометна легенда Петар Ангелов Диви нема да седи на клупата на ракометниот суперлигаш Вардар Неготино во новата сезона. Кавадарчанецот и управата на неготинчани не се договориле за продолжување на соработката и ќе си продолжат секој по својот пат наредната сезона. Инаку Ангелов имаше двојна улога на тренер и играч во Вардар Неготино и му донесе опстанок на неготинскиот тим во суперлигашкото друштво. Тоа значи дека легендарниот чувар на мрежата е слободен да си бара нов клуб или нов предизвик за наредната сезона, а неготинчани ќе мора да ангажираат нов шеф на стручниот штаб или да побараат некое соодветно решение. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Попладне претежно во западните делови облачноста ќе се зголеми, ќе има услови за изолирана појава на пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец. УВ индексот ќе изнесува 8, температура до 28 степени. Почитувани гледачи, го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Останете и понатаму со содржините кои ги подготвивме за вас и имајте пријатни мигови.